Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Четврток на 21. мај е празникот Спасовден, почитувани слушатели. Нека на помош и сите оние кои го носат тоа име, нека им е честито и вечно. Инако и вечерашнава наша емисија ќе биде застапена со историски настани, меѓу кои од македонскиот историски времеплов, исто така биографија за Сирма Војвода, рубриката Верувале или не и мој коментар на неделата. Па да отпочнеме со празникот Спасовден. Вознесението Христово, ден на Спасителот или Спасовден, христијански подвижен празник кој се слави 40 дена по Великден. Во Новиот Завет од Светото писмо, поточно во Светото Евангелие, според Марко опишано е и Вознесението Христово. А по разговорот со нив Господ се вознесе на небо и седна од десната страна на Бога. Тие пак отидоа и проповедаа насекаде и Господ го окрепуваше словото нивно со чудеса што се јавуваа. Амин. Така Исус се вознесол на небото, а неговите ученици се вратиле во Јерусалим, каде што го прославувале и благословувале по храмовите. Празникот Спасовден секогаш се слави 40 дена по Великден. Датумот го менува, како и Великден, но денот не. Секогаш се празнува во четврток. На Спасовден за последен пат во тековната година се вапсуваат црвени великденски јајца, а бојата од котлињата или тенџерињата во кои изминатите 40 дена се вапцувале великденските јајца се истура во чиста вода во селската река. Котлето или котлињата се измиват и се остават на сигурно место до идната година на Величетврток. Во предпладневните часови на Спасовден се оди на празничен излет во места каде што сакате, каде што има и црковен храм Свети Спас. Се носат црвени великденски јајца, нешто за пиење и јадење, се посетуваат лековитите изворчиња и чешмичиња, при што во водата за здравје се фрлаат метални парички. Се кршат и јадат последните црвени великденски јајца. По убаво поминатиот предпладневен излет на враќање за дома, се кинат билки и се кршат гранчиња со штотуку формирани оревчиња. Потоа се оди на пладневна литургија во црквата, каде што пред иконостасот се оставаат ореовите гранчиња, символично означувајќи го формирањето на плодовите на родните дрва. Вечерта се оди на ракија во куќите во кои има и крстено име Спасе. Инаку, кога зборуваме за Спасовден, би сакал да спомнам токму затоа председателот на црковната општина Света Недела од Ејџекс, Ристо Трифуновски, со својата управа, на сите членови на целиот македонски народ му го честита празникот Спасовден, како и на сите оние кои го носат тоа име, со желба да бидат во добро здравје и расположение, со песната посветена на Охрид и на неговото родно село Велестово. Охрид не е само езеро, туку светилник од векови. Под Света Софија каменот и в која чува вистината. Самуил над височина стои, не како приказна, туку како заклетва што не се распаѓа во време.
Na plaošnik zemljata diše sobu i molitvi, kaj svekli men zbor od stana u korene ukrasi, a na kaneo krstot nad vodata, kako straža što neba slava tu kure. Oro među ohridi vele stovo krug od kameni svetlina, vo nebo se vrzuva narod od kako rana što stanuva sila, da panda vodi, da se znaje čekorod, da ne se izgubi pad, kaj da se izvije kako glas od star zavet nad grad. Ne igra za oči duku svedoštvo deka traje me, sto trudi, sto često divka verara, ipak se kreva me. Над тезерскиот див велестово високо и мирно, како камена стража на длабочина што памти. Таму тишината не е празнина, туку поука дека човек се мери по збор што го држи. По тие патеки минувале мака и свадби, поминувале војни и леп со сол поделени. Секоја калдрма има лице од предци што не гледаат натре. Дали сме прави? Оро меѓу охрidi велестово круг од камени светлина, во него се врзува народот како рана што станува силата панда води, да се знае чекорот, да не се изгуби пат, кајда да се извие како глас од стар завет над град. Не игра за очи туку сведоштво дека трае ме, со труд и со чест, со дивка вера е, ипак се креваме. Меѓу цркви и тврдини, меѓу вода и височина, А сега од македонскиот историски времеплов. Речи си да нема место во Македонија кое нема назив поврзан со епскиот јунак Крале или Крали Марко, кој е најопјан во народното творештво и кој загинал на 17. мај 1395 година во битката на Ровина против влашкиот војвода Мирче. Инаку, не знам дали знаете, војвода Мирче беше дедо на Владимир од Трговиште, што овде имаат снимено филм како Дракула. Често местности добивале назив Марков таму каде што има големи камења со взлабнати стапки од неговиот коиншарец или без нив познати како Марков камен. Народот, величајќи ја неговата јунаштиња во преданија, пренесувал дека тоа е Марков камен, затоа што само јунак како Марко можел да го подигне или да го фрли од некој рид. Има и други називи како што е Марков манастир, Маркова нога и така натаму. Наспроти народните преданија за Крали Марко, кога го присвојуваат како јунак повеќе балкански народи, за него има доста сиромашните историски податоци. По поговорењето на неговиот татко Волкашин во 1371 година во битката против турците на реката Марица, продолжил да владе со областите околу Прилеп, Скопје и Призрен. Епската поезија го идеализира како пример на храброст, витештво и честност и како заштитник на послабите. Тој е еден од најопеаните личности не само во македонските народни песни, туку и кај други народи на Балканот. Инаку, важно е дека е роден во околу 1335 година во Прилеп и дека е последниот крал што владел со поголемиот дел од Македонија. Инаку, да спомнам дека кога тој загина на 17 мај 1395 година во битката кај Ровина, застанувајќи на страната на турскиот султан Бајазид и борејќи се против влашкиот војвода Јован Мирче, кралот Марко загинал. Има повеќе нагаѓања како точно се случило тоа и каде бил погребан Крали Марко, некаде познат како Крале Марко, но ниту една од тие теории не е потврдена од науката. Но што е едно од најважното? Тој вика: го молам Бога да ми помогне, да му помогне на мојот
народ македонски, а јас да бидам меѓу првите што ќе загинам. На 21 годишна возраст на 13 мај 1949 година во борба против грчката владина војска загина македонската хероина на Виче и Грамост Тина Андреева Цвета или Цена. Таа е меѓу најистакнатите македонски жени борци на ДАК кои храбро се бореле за слобода на македонскиот народ. Псевдонимот го добила според толкувањето на ликот на Цвета во представата Македонска крвава свадба од Војндан Чернодрински, која за прв пат била изведена во селото Емборе, Калјарско. Катина Тина Андреева е родена во костурското село Мокрени во Егиска Македонија во 1928 година, а загинала како воен командир и херој на ДАК. Битолчанецот Димитар Илиевски Мурато е првиот македонец кој го освои највисокиот врв на светот Монтеверес на 10 мај 1989 година и за жал остана на вечна стража на покривот од светот на Монтеверес. Мурато е роден на 29 септември 1953 година во Битола, а животниот поход го заврши на денот во Непал на 10 мај. Тој е еден од најголемите алпинисти во историјата на македонскиот алпинизам и страстен љубител на планините и природата. Во неговата алпинистичка кариера има освоено многу планински врвови. На Пелистер, каде што многу често се искачувал, во неговата чест е подигнато спомен обележје, а постхумано е одликуван со медал за заслуги за Македонија. Инаку, при македонската експедиција требаше да се извинувам, покрај големиот број тешки алпинисти и искачување на Алпите, тој автор е на голем број првенствени насоки на Матка, Солунска глава, Демир Капија, Карпите околу Прилеп, на Пелистер, на Проклетие и уште многу други планински масиви во Македонија. Инаку Варошлија вели: Македонската хималајска експедиција Монтеверес 1989 година го освои врвот од 8848 метри, толку колку што е и самиот Монтеверес, на 10 мај 1989 година во 18 часот, кога Димитар Илиевски Мурато го постави македонското знаме на сагармата, на чело на небото или Чомолунгва, Тибентански и Божица, мајка на земјата, и никогаш не се врати за да остане на врвот на својот триумф, напиша Росоклија, што значи таму и ден денес замрзнат стои телото на Мурато. Во 1903 година Аскер и Башибозук го опустошила костурското село Смрдеш во Егиска Македонија поради тоа што го сметале за најкомитско во Костурско, а во 1927 година Грција му го сменила името во Кристалоп Пиги. Од ова село потекнуваат војводите Васил Чакаларов, Пандо Клашев и Стерио Стериовски. Почнувајќи од 1900 година, жителите на селото заедно со жителите на Дмбени играле водечка улога во борбите на Македонската револуционерна организација. Поради тоа од Костур бил испратен засилен војнички одред за да го уништи Смрдеш. На 8 кон 9 мај 1903 година на селото е извршен зверски напад од Аскер и Башибозук поради тоа што населението се криело ја криело четата на Борис Сарафов. Во нападот се убиени 87 жители, 45 мажи, 36 жени и 6 деца, запалени со 300 куќи, 2 училишта и 19 дуќани. При тоа ранетите се уште 50 луѓе и 35 жени се силовани. Без покрив останале 1500 жители. Истата година селската учителка Викторија Михајлова од Прилеп го извезла знамето на Косинската чета. За време на Илинденското восстание селото е повторно ограбено, а многу негови жители се погубени. Во 1903 година во куќата на Ило Истанин, револуционерот Лаки Поповски направил бомболеарница и склад, која по пожарувањето на селото ја преместил во селото Дмбени. Тоа беше од македонскиот историски времеплов.
Со солзи лед го кренавме прав. Ga naševme imето, тешко, но чисто го чулавме домот и близу и пусто. Кога неделе пак сме се нашле, една ноц сме одани состале. Jedan mi je koren, jedna mi je vera. Taman na grni, tajna na vodi, jedno do videbe, srce i glas. Nije sme Makedonija, sveknina slobodni straži, kamarite svedočate, duša ne se proda. Ruževo pomni, pepel iznade, marmer nosi zalet, ni se koja rana. Jazikot nije peca, pred reki, pred ne prepoznaje svetот po česti pored. Taman na birni, kajna na vodi, jedno da videne, sice i glas. Nije sve Makedonija, da se objedinime. Kajna na vodi, jedno da videne, sice i glas. Nije sme Makedonija zasekona. Од рубриката Верувале или не.
Потрага по македонизмот е потрага по легендите, митовите и символиката што ги соединува. Време е да се деаменизираме, да ја поврземе сегашноста со она што некогаш било. Тоа е потрага по ново читање на символите, ново читање на јазиците од древни времиња. Тоа е враќање кон себе, за да се спасме од заборавот, од се заборавот. Тоа е враќање кон едниот јазик, кон прајазикот. Се враќаме кон древното, најдревното, дотаму од каде што сме. За да можеме да излеземе чисти и сами, така и изчистени, можеме да се појавиме пред наследниците. Небото не може без земјата, ниту земјата без небо. Затоа кога ја спомнуваме мајката земја, повикајте го и таткото небо. Тоа го знаеле нашите умни предци и затоа правеле чуда. Се вели дека Исус Христос го спомнува свети Илија кога бил распнат на крст. Сушност тоа се зборовите кои ги изговорил или исто значи за свети Илија, лама савахтани, Боже, Боже, зошто ме напушти? Од врховниот Бог или која врвна позиција на состојбата не е ниво да, ниво не. Или е разбирливо само на македонски, односно на повеќе словенски јазици. Илијада не е обична книга. Зборот ила или глина еднакво на светата кал од која сме создадени со помош на светиот дух во неа и затоа ил е светост. Или е достигнување на урамнотежена состојба, или е стабилна во невидливото како суперпозицијата која не е ниво позитивна, ниво негативна состојба. Врвна цел на секој кој се подвизува, кој се стреми кон соединување со Божјата светлина. Илузија или маја. Зборот кој доаѓа од ил, што значи Бог, и сја, односно сјајње. Сите што мислат дека овај латински збор нека му ја согледат содржината преку латинскиот, ако можат. Алфа, првата грчка буква, како на грчки јазик, сушност не значи ништо, но ако ја разложиме ќе добиеме ал, што значи божество, и фа, нотата фа, односно срцевата чакра и логиката јасна, божествена равнотежа или спој чакра црква. Врската со мантрата Ом не е случајна. Ом и нашиот збор ум се едно исто и се однесуваат на големиот трансцендентален ум. Омега е сложенка од ом и мега и го означува истото. Омни на латински значи се или севкупност. Запомни, помни, се само два примера кои ја покажуваат етимологијата на овие латински зборови. Руна, тајна. Поврзан со поимот руно од овца, што е символ на смирението, како пат кон Бога, јагнето е символ на Исус. Рунското писмо е повеќе слично со старомакедонските слова, отколку на она што било западно. Поимот к руна очигледно е во врска со овој поим, бидејќи круната ја символизираат круската чакра и врската на владетелот со Бога. К руна буквално значи кон тајната. Напишале едни македонци во македонскиот речник на зборови со езотерични кодови. За пак потеклото на Исус пак има многу различни приказни. Една од нив е дека бил роден во селото Витлемово, значи во Охрид, кај Канео, кај Свети Јован Канео, како што вели селото Канео. Други пишуваат дека е од белиот град Хераклеја, односно Битола. Низ кој тече Драгор, река на од 5 извори, кај планината Баба, создадена, значи, од, како што вела драгон, односно змеј со 5 глави. Битола под Пелистер или Белистер, Бел Астер и кајмакчелан кајмак, чело на чело, пчела, мед и млеко. Од спротивен и во Пелагонија, односно Беладонија, а од Беломорскиот остаток, може би беше Пелагониската мочвара, денес е претворена во рамница. Велат дека Јован Крстител бил од Буково, веднаш до Битола над Хераклеја, каде што растеле најубавите кедри, односно четинари. На овие простори денес е таму и селцето Крстовар, што значи крстовар, и манастир што го слави Крстовден. Ова објаснување за Крстовар, кога Исус ја завршил неговата мисија во светата земја Македонија, отиде кај што е селото Крстовар, исече дрва, си направи самиот крст и си го товари на грбот за да го носи до местото во Хераклеја, каде што го постави крстот во земјата и самиот се качи за да умре на него. Сумирање на крстот го изврши последниот чин од неговата мисија, со што практично им докажа на народот дека од смрт не треба да се плашат, оти човекот никогаш не умира, туку умира само телото,
што му служил како материјален храм за време на човековиот престој на земјата. Така местото каде што Исус си го товари крстот врз својот грб за да го носи, народ го нарече крстовар, односно крстовар или крстор. Оти има многу големо значење од мисијата на Исус. Исус беше пратен од Господа за да ги поучи луѓето дека сатаната ќе биде во контрола на ова мало парче земја и дека идат тешки времиња со многу искушенија, ама да не подлегнуваат луѓето на нив, оти само преку смрт сатаната може да делува врз луѓето. Затоа Исус им докажа со умирање на крстот дека смрт не постои, а стравот е само плашило за мозокот. Вистинското име на Исус е крст, односно Крис. Jesus Крист, односно јас сум крст. Тоа е Царево Божјо е со вас. Исус. А сега во продолжение да одиме со една песна посветена на Меланија, сопругата на председателот Доналд Трамп, како знак на благодарност што ја го спомна името пред целата јавност, што и цел свет гледаше дека со уставното име Македонија, на кој грците многу протестираа. Еве да ја чуеме песната. Од Америка до нашата земја едно име секаде се слуша. Кога зборуваш ти, срце ни се буди. Македонија во твоите усти. God bless Меланија, да е здрава и жива. Меланија, јас сакам Меланија. Macedonија loves Меланија. God bless Меланија, да е здрава и жива. Меланија, јас сакам Меланија. Macedonија loves Меланија. Една Македонија ти силно кажа, цел свет гледаше, нас не израдува. Ти не си од тука, ама си ни соја. Во секоја куќа се спомнуваш јунакињо. God bless Меланија, да е здрава и жива. Меланија, јас сакам Меланија. Macedonија loves Меланија. Хајде! God bless Меланија, да е здрава и жива. Меланија, јас сакам Меланија. Macedonија loves Меланија. А сега од мојот коментар на неделата. Познатиот македонски писател Петре М. Андреевски рече: Јас мислев во цвеќе ќе ја најдеме Македонија, а таа во казан клаена и сите ѓаволи играат околу неа.
ќе посееш жито, а кукавици ќе никнат. Навистина сосема точно. Повеќе од јасно е уште кога со геноцидот врз македонскиот народ во 1913 година, кога ја поделија Македонија, а македонското прашање остана отворено, дека големите сили понатаму ќе работат врз асимилирање на македонците, така да со распаѓањето на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, иако македонскиот народ и по Првата и по Втората светска војна не се предаде, остана македонец, како и сега, овие западни држави, Англија, Германија, Франција и Америка, гробари на македонството, измислија ново нешто. Договорот Заев-Борисов во 2017 година, за да во 2022 година пак со протоколот Османи-Генчевска, бугарката, како и спогодбата Никола Димитров-Косијас во 2018 година. Што значи, по сите основи за конечно затворење на македонското прашање, а тоа беше промената на името, па и древната историја на Македонија, дадена како на табака на грците од страна на муртинското чудовиште Лигушот, би рекла, Зоран Заев и монструм на македонството, а договорот потпишан од Никола Димитров, чии родители бугари докоска, иако беа професори при Универзитетот Кирил Методи во Скопје. И Бујар Османи, македонски албанец, кој со бугарската министерка решава што и како ќе биде со македонскиот народ, јазик, средновековната историја, култура, односно македонскиот идентитет. Замислете, министерот за надворешни работи во времето на Заев и Ковачевски со албанско потекло го решаваше македонското прашање. Навистина трагикомедија. Дибели, или се правија како такви. Ставивте човек која бара или рида, а ние македонците молчиме, Божем, Бог ќе ни помогне. Да, има вистина во тоа, но Бог рекол, јас ти дадов ум, раце и нозе. Зарем дозволуваме други да ни ги присвојуваат нашите великани, кралеви, цареви, или пак да очекуваме светот да ги жали загинатите борци, комити, војводи, партизани, да ги жали нашите жртви и штетите направени од војната, место ние да бидеме тие првите, а не како паразити да гледаме и молчиме. Неодамна и председателката Силјановска Давкова, па и Мицковски рекоа дека Бугарија нека прво ги внесе малцинствата што се во Бугарија, па потоа да поставуваат услови. Но знаеме и Грција и Бугарија ги зел ветро да ги носи, но каде е тоа? Каде е таа недемократска Европска Унија? Каде се недемократските или неправедните обединети нации, или сите изигруваат и слепи и глуви? Но јасно е како ден. Тие се нашите окупатори, нашите гробари на се што е македонско. Затоа и не треба толку да бидеме блиски со нив, туку да се свртиме кон оние кои ќе ни подадат рака на вистинско пријателство. Спасот е во БРИКС. Неодамна ЦИА ја даде изјавата како поранешниот председател Киро Глигоров одбил подкуп на кој му нуделе за да го промени името, односно Глигоров децидно рекол не, што за жал тој подкуп или таа валкана понуда ја прими чудовиштето од Муртино Зоран Заев за $300 милиони, за да тој див запад прави што сака сега со нас македонците. Европската Унија прифаќа геноцидни договори со Грција и Бугарија, усвојува декларации, а за жал за македонците го суспендираше меѓународното право, основните принципи за почитување на суверенитетот и немешање на внатрешните работи на државата. Едноставно, таа Европска Унија, НАТО, длабоката држава со фамилијата Рокшилд и другите така наречени 5-6 фамилии во неа, Обединетите нации сакат да не направат како дрво без корен. Меѓутоа морам да ги поздравам македонците во Егејскиот дел, Пиринскиот дел на Македонија и Мала Преспа, што се повеќе во нив гори пламенот на патриотизмот. Младите со целото срце играат и пеат на македонски во сите делови, реков, што се Егејско, Пиринско и Мала Преспа. Деновиве партијата Виножито пак побара во црквите да се служи на македонски, како што истото го направија, побара да се изучува македонскиот јазик во училиштата во Грција. Во Бугарија партијата Омо Илинден Пирин со председателот Стојко Стојков, исто така и во Мала Преспа председателот на македонската партија Македонска алијанса за европска интеграција
нација Васил Стериовски со своите партии храбро стојат и барат да се решат националните права на македонците, односно да се направи реципроцитет. Доставајќи и од Бугарија и од Албанија да барат бугарите и албанците да бидат внесени во македонскиот устав како државотворен народ. Доста беа договори, спогодби, протоколи со нив, па дури и нека се стави крај за барање да бидеме членка во таа недемократска, фашистичка, нацистичка Европска унија, кога се блудничави, луничави во нивните идеи кон Македонија, македонскиот народ и воопшто кон се што е македонско. За жал, вистинските патриоти, како тие што се од 27. април, меѓу кои Јане Ченто, внукот на Методија Ченто, првиот председател после Втората светска војна, исто така Палчо и некои други кои од срце се борат за Македонија, се уште се в затвор, а терористите на чело со Али Ахмети, Талат Џафери, кои убиваа невини македонци, терористите од диво населје кај Куманово, или пак криминалците, или можеби истите терористи кои убија 5 млади животи кај Смилковското езеро кај Скопје, се шетаат слободно по улиците низ Македонија. Што треба да направи владата? Да и каже и на таа Европска унија, НАТО, Обединетите нации, дека и нелегалното име и сите договори мора да ги поништи, зашто се нелегитимни, не се спрема Уставот на Република Македонија. Истовремено да ги суди до Меѓународниот суд на правдата, да се судат и Заев, Ахмети, Џафери, Спасовски, Оливер и сите кои направиле злодела врз македонството, а и криминал врз фирми, имоти и така натаму. Македонија ќе остане, сакал некој или не, но затоа пак ние треба да бидеме сплотени кога се работи за националното. Односно, додека пишуваме, зборуваме и пееме на македонски, ќе постоиме, зашто ние сме Македонија и затоа Македонија и македонскиот народ ќе бидат за секогаш. А сега да одам со една моја поезија од моите песни. Се уште одиме по светските метрополи, улици исчадени, извалкани од нечистотиите на нивните души, од смрдејата што ја изфрлија од нивните усти врз нас македонците. А дали пак некогаш ќе се измијат нивните крастосани лица од неправдата што ја прават? Сепак ние продолжуваме горди на својот род, смели и храбри на нашите предци, чекориме за нова победа. Победа на демократијата, победа на слободата, зашто ние македонците им ги исчистивме нивните горалеви очи. Во крајен случај, тие нам не ни требаат, зашто ние македонците сме таа Европа. Посолуна одам, џанам по тесните улици, од дното вика морето, каде сте македонци? Во воздух мириса татковина на мајка Македонија, по него тугинци, грци, џанам непријатели. Избркаја земјани поделина, ке дојде џанам времето, ке им сотресемето, ке си дојде правина, македонски е одамнина.
си џанам непријатели. Име му го смени, а во него се населија. Браќа ни избркаја, земја ни поделија. Ке дојде џанам времето, ке им сотресе мето, ке си дојде правина, македонски е одамнина. Радиочасот Глас од Македонија ја бара вашата поддршка за да и понатаму се емитува ова радиопрограма. Јавете ни се на 647-780-6549 или 416-691-7184. Исто така, доколку планирате да одите за Македонија, имаме и летови до Охрид и од Охрид, јавете ни се на 647-780-6549. Македонската православна црква Свети Климент Охридски располага со 3 модерно премени сали за вашите фамилиарни веселби. Јавете се на телефон 416-421-7451, а секоја недела повелете на заедничката богослужба од 10 часот утрото, додека пак секој четврток од 12 часот напладне на заедничкиот ручек. Да спомнам дека Македонски фестивал од страна на црковната општина Свети Климент Охридски, во која е представена македонската култура, традиција со богато јадење, оро и песна. Тоа е петок, 5 јуни, од 7 часот попладне до 12 часот на полноќ, сабота од 12 часот напладне до 12 часот на полноќ и неделата 7 јуни од 12 часот напладне до 6 часот попладне. И председателот на Македонската православна црква Света недела од Еџекс, Ристо Трифуновски, со својата управа ве известува дека на располагање ви стои удобна сала за вашите крштевки, родендени или помали свадби, а секој вторник повелете на заеднички ручек од 12 часот наплавне, каде председателот на пензионерското друштво Мај Кожовски ви посакува добар апетит, додека пак секој четврток на заедничко оро и песна. Неделите пак повелете на заедничка богослужба од 10 часот утрото. Телефонот е 905-431-4944. Уште една македонска православна црква, но сега во градот Хамилтон, а тоа е Свети Наум Охридски, каде управата на председателот Крис Клашов ги задоволува сите гости кои одржуваат свадби, родендени, крштевки и слично, со нивниот сервис и добро подготвеното јадење. Секоја недела на заедничка богослужба од 10 часот утрото. Телефонот е 905-387-0111. Интензивниот мирис, аромата што го прави Flowers by Lilac, го освежува вашиот дом и вашето срце и душа со позитивна енергија. Затоа ви треба и професионалност на тој цветен аранжман. Покрајва се секогаш Flowers by Lilac, која ќе ви направи аранжман со голема љубов кон работата, а посебно со задоволство кон својот муштерија. За било какви настани, како свадби, крштевки, родендени или други настани, препуштете на Flowers by Lilac. Јавете се на телефон 416-624-0853 или 647-780-6549, а можете да зборувате македонски. Бидете со нас, за да и ние бидеме со вас. Телефонот е 416-624-0853 или 647-780-6549. Вимпис ресторант е синџир на ресторанти во многу места во Онтарио, кои со нивното богато јадење како хамбурги, риба, шиш кебаб, фиш енд чипс, разни видови салати, го задоволуваат вашиот вкус. Не случајно Вимпис е едно од непознатите имиња на ресторанти во Онтарио. Телефонот е 416-269-4679.
na visoki planini, bistri izvori voći mi spijat, v srce nosam ljubov golema, za mojta majka Makedonija. Moma su Makedonka, lična i rospejana, vardarska ikona, Goceva naslednička. Moma su Makedonka, pirinska samovila, egejska ubavica, Goceva naslednička. Zracite sončevi me galat, v duša vetrovi žarčinja žarat, so žolti kraci, crveno zname se ve, stojam pod nego, duša tape. Moma su Makedonka, lična i raspejana, vardarska ikona, Goceva naslednička. Moma su Makedonka, pirinska samovila, egejska ubavica, Goceva naslednička. Od baba obetki su parički zlatni, od dedo teško tovo mene takni. Za ljubov jas nema da prosam, svoj od narod srce gosam. Moma su Makedonka, lična i raspejana, vardarska ikona, Goceva naslednička. Moma su Makedonka, pirinska samovila, egejska ubavica, Goceva naslednička. Крајните минути да ги искористиме со војводинката или војводката Сирма Стрезова, Сирма војвода. Сирма Стрезова Крстева е родена во 1776 година во Дебар, односно Дебарското село Тресунче. Таа била ќерка на Ангја и Петре Врлески. Нејзиниот татко бил зограф кој бил самоук, но се занимавал и со зидарство. Покрај тоа, тој бил и печалбар и така ги научил околните соседни јазици. Од другата страна пак нејзината мајка се занимавала со ткаење и везење. Сирма била единка на Петре и Ангја. Поради тоа таа помагала на нејзините родители, особено во снемогнувањето на нејзиниот дедо. Интересот за борба против тиранијата и разбојништвото кај Сирма се појавило првично поради приказните кои ги слушала за разбојништвата во крајот, како и поради фактот што селото еден ден било обколено од разбојници. При тој настан семејството се засилнило во блиската пештера Алилница, во местноста Голем дол на планината Шкрка. Семејството се вратило во селото по 2 дена, кога затекнале запалени куќи и опустошеност. Сето тоа ја зголемило нетрпеливоста на Сирма кон качачките банди. Во тие мигови кај не изгледа дека се појавила на мислата како да се одмазди за неправдите со што наполно и се изменил животот. Сирма одлучила да стане војвода на многу млади години, па шансата за одмазда за опустошувањата ги видела во собирот на локалните македонски ајдуци во време на Ѓурѓовден 1791 година. Таа заминала на средбата облечена во машка носија и била најмладиот член со своите 18 години. Низиното семејство не било известено за овој потек на Сирма. На средбата имало околу 70 мажи. Наистакнат член на ајдуците бил трисончанецот Мицо и тој
тој предложил дека за водач на групата ќе биде избран најмладиот член. Сирма била најмлад член на дружината и одлуката за нејзин избор била прифатена од сите членови. Кога Сирма застанала на челото на дружината, таа го дала знамето на дружината на знаменоносецот Вело Шпиров, што подоцна и станува сопруг. Сирма била на чело на дружината од 1791 до 1813 година. Се вели дека идуците дознале дека е женско, дури откако дружината се растурила, а Сирма се омажила за Вело Шпиров бајрактарот.
Наближуваат и последните минути од емитувањето на оваа вечерашна наша емисија на Глас од Македонија. Се надевам дека задоволивме дел од вашите чувства со содржината на емисијата. Благодарејќи ви што сте со нас, би сакала да ве информирам, доколку имате некои сугестии или поздрави до ваши роднини и пријатели ширум светот, слободно пишете на YouTube од The Voice of Macedonia, а ние или со вашиот глас аудио ќе емитуваме во следната наша радиоемисија. Немојте да заборавите да кликнете на subscribe, кој е бесплатно. Со тоа ја давате вашата поддршка за да радиочасот Глас од Македонија добие поголем публицитет и слушаност. Повторно со вас сме идната недела од 6 часот навечер, каде преку радиостаницата на CMR и Брановата должина 101.3 FM ќе бидеме заедно со вас. До нашето наредно јавување со желба за пријатна седмица, вашиот уредник и водител на радиочасот Глас од Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ.